Нашата прва препорака изедначување на правата на биолошки згрижувачки семејства. Веќе имаме разговарано со Министерството, но мислам дека ќе имаат некој поубав предлог од она ние што го бараме. Ќе видиме, ќе дискутираме на таа проблематика. Второто што го бараме лицата со умерена тешка и најтешка интелектуална повреденост, кои се врзуваат со користење на количка при остварување на право на мобилност, да се тргне количка. Значи, секој лице со комбинирани пречки, односно да се вметнат лицата со умерена тешка и најтешка интелектуална повреденост кои имаат комбинирани пречки. Бидејќи овие лица никаде не може да излезат сами, ниту пак некогаш ќе станат работно способни, а имаат потреби од користење на третмани и лекарства каде што парите не им стигаат. Семејството е искрпено бидејќи едниот од родителите мора да не работи, а со една плата се доведува лицето во ризик, неговата здравствена и социјална положба. Затоа разговараме и на таа тема, но бараме и отворање на социјални сервисни услуги во местото на живење. Знаеме дека процесот на деинституционализација во Македонија се спроведува од 2000 година, но поради недостиг на социјални услуги на локално ниво не е спроведен. Значи, сето тоа денеска ќе го разговараме, ќе слушнат и присутните и самите друженија и родителите, но и лицата ќе потече. Се прашала за дали се дел од овие што ги рековте всушност веќе, значи предложени законски мерки, дали се дел од овие барања кои што ги бара 5 до 12? Да, апсолутно се во координација. Значи сите барања се во координација со граѓанските организации и родителите, но дополнително мора да напоменам дека програмата на владата и предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз беше подготвена во соработка и координација со нив. Токму истите тие законски измени кои што сега ги посочувам дека се направени се дел од програмата на владата и се дел од претходно изборната програма. Значи, навистина ја се трудам да бидам постојано во комуникација и координација со оние што се засегнати. Не може да креираме политики ако не ги прашуваме граѓаните кои што се директно засегнати. Токму ова багица кој што го каже дека лицата се умерени и тешки треба да добиваат мобилност, се согласувам. Сите категории на попреченост треба да имаат одредена компензација, кај нас поинаку се толкуваат, но тоа е компензација во светот за нивната инвалидност. И затоа јас направив проценки. Во 2017 година за ова право не биле предвидени пари и со ребалансот не можев да го предвидам, но за 2018 јас веќе сум во подготовка на буџетот за 2018 и предвидов финансиски средства кои што се некаде 150 милиони денари на годишно ниво за сите деца и лица кои што имаат умерени и тешки да може да добијат и мобилност како додаток. И затоа овие финансиски средства, ако ме бидат одобрени од Министерството за финанси, очекувам да го направиме тоа поради тоа што Министерот за финанси се залага за еднаквост и праведност во општеството, дека во 2018 и ова право ќе го обезбедиме. Важно е да сите заедно работиме на изградба на систем. Не само да имаме гасење на пожари или интервентни мерки. Видовме дека со брзи мерки, итни мерки не се постигнуваат вистински системски решенија. Затоа во соработка со нив и адаптирање на законот ќе одиме до крај на 2018. До крајот на 2018 ние мора да донесеме нов закон за социјална заштита, што ќе значи групирање на права и сосема поинаков начин на однос кон лицата кои што се засегнати. Да, еден од најголемите што по нивната смрт, како ќе се решава тој проблем? Така, ние сме во процес заедно со УНИЦЕФ на деинституционализација. Вие сте свесни дека во моментов по починување на родителите, ако не се грижи некој од браќа, сестри, децата завршуваат или во Демиркапија, Бања Банско, зависно од попреченост. Тие не се институции кои што треба да опстојуваат во 21 век, тоа се институции на 19 век и ние ќе се трудиме да во догледен период истите тие ги трансформираме во мали групни домови. По трансформација на тие институции, отварање на мали групни домови и згрижувачките семејства да се актуализираат како форми алтернативни на заштита, тогаш родителите ќе бидат безбедни. По нивно починување, ако целиот имот остане на детето, центарот го превзема и во тој мал групен дом, во нивното живеалиште ќе се доселат уште 2-3 деца кои што се со истиот проблем и со помош и поддршка на стручни лица, тоа се психолози, социјални работници, дефектолози и негуватели, тие ќе може да се живеат. Светот тоа се искуства дека во една стамбена заедница живеат од 5 до 7 деца со различно ниво на попреченост и со тоа стануваат тие многу повклучени во општеството, затоа што не се изолирани, туку секојдневно и голем дел од нив развиваат и други социјални вештини кои што кога се во институција не може да ги развива. Така да сметам дека со процес на деинституционализација ќе го решиме и ова прашање.
решенијата покачување на старосна граница за пензионирање. Дали тоа значи дека новата влада размислила за покачување на старосната граница? Јас официјален став од Министерството за финансии немам добиено, веројатно и вие немате добиено како официјален став. Кога ќе добиете, веројатно ќе го отвориме како прашање, ќе го дискутираме. Јас не сум го дискутирала. Морам да кажам дека за дупката во ПИО е важно да сите медиуми видат како е направена дупката во ПИО помеѓу 2005 година и 2006 година, електронски ќе ви биде доставен. Дупката во ПИО или трансфер од буџет во 2005 година бил 7 милиарди и 705 милиони. Додека во 2016 година дупката во ПИО се зголемува по 3, а тоа значи дека е 21 милиарда и 200 милиони денари. Може да видиме колку неодговорно ВМРО ДПМН се однесувало кон пензиите, пензионерите во Република Македонија. Колку ја зголемувате дупката во ПИО, толку помалку внимавате на квалитетот на живот на пензионерите кои што велат дека тие навистина се грижели за тоа 5% издавале покачување, што не е вистина. Јас минатата недела излегов со изјава и тоа стојам наистина. Во 2016 година им дале 630 денари, а во 2016 година во буџетот ниту предвиделе пари за усогласување на пензиите согласно законот кој што си е донесен во Република Македонија. Навистина треба да бидеме внимателни кога калкулираме со бројки. Оваа дупка е огромна и ние ќе се трудиме да најдеме начин како ќе го стабилизираме фондот. Затоа ни е важно да имаме повисоки плати во Република Македонија, со тоа ќе добиеме и повисоки пензии. Дали може да ни објаснете за тие 2160 денари? Дали ќе ги добијат пензионерите во овие следни 4 месеци со оглед на тоа дека се станат уште 4? Како што кажа во изјавата, ако имаме 1% раст во период на една година и во прво полугодие и во второ полугодие, во оваа година тогаш тие ќе добијат 2160 денари. Но тие нема да ги добијат наеднаш како еднократна исплата, како што си оди по законот се усогласува со прво полугодие, се усогласува со второ полугодие растот, значи раст на трошоци за живот и раст на плати. 50-50 се усогласуваат пензиите во Македонија. Тие им се даваат во првата половина, одредена сума согласно растот, и во втората половина им влегува како во основите на пензијата. Значи тоа го на крајот на годината ќе ви известиме точно согласно растот кој што ќе го добиеме од јули до декември. Сакам да кажам дека секако повеќе ќе добијат, освен 5% кои што на пример во ноември месец јас ги исплатила како 650 денари. Не знам дали знаете како се добиваат тие 5%. Многу интересно. На масата пари за пензии се зголемува 5% и се дели на бројот на корисници. Номинална вредност за сите корисници исто. Системот на пензиско осигурување е дека јас од мојата плата плаќам придонеси. И вие исто така. Но не може никој да зголемува на номиналната сума за пензии во Република Македонија. Усогласувањата затоа се прават согласно нивото на пензија во државата. Значи минималната си има усогласување согласно нивото на пензија. Исто така, ако имате повисока пензија, усогласувањето се согласно таа пензија. Но тоа што е правено не е во ред. И тоа се гледа и по бројките. Значи затоа велам во ноември да предвидите вие да има покачување, тоа е една исплата во текот на годината, декемвриската пензија, што ќе земат во ноември. Ноемвриската пензија се исплаќа во декември. 5% 630 денари во 2016. Тие ако во 2016 година усогласале за цела година, ќе сме имале сума од 2306 денари. Нема никаков проблем и усогласувањето влегува и наредната година пак правите усогласување, но не сте усогласувале цела година назад. Вие сте пропуштиле да усогласувате од јануари до декември и сте дале 5% во ноември 603 денари со номинална вредност, а не со усогласување согласно нивото на пензија. Навистина не е ова што е пензионерите и е манипулација. Дали е точно како што прават движењето на пензионерите и како да бесплатно пијани? Никако. Тоа никогаш не сум го кажала, ниту не знам тоа. Не, напротив, јас има совет за социјална сигурност, кој што го раководи министер за труд и социјална политика. Јас токму на тој состанок бев и ги поздрави и се договоривме дека се што е право утврдено со закон дека нема да им се ограничи. И тоа тие ниту побараа, ниту го спомнавме превозот воопшто. Тоа важи за бесплатното користење на бања. Бањата и оваа година се тече и се имаат како право во моментот, без никаков проблем, ве сега одат групи и така натаму. Преку фондот. На синдикалната состојба, како ви беше став, како се исходот и како ќе се соработува во
Да, тие предложија, навистина ми се допадна што побараа средба со мене и што гледаат дека треба во делот на транспорт ние да соработувам синдикатите во Македонија со синдикатите во Бугарија. Секако утврдена е соработка помеѓу Македонија и Бугарија, сега ќе се отворат и други нивоа на комуникација и координација. Важно е дека со представничката договоривме да работиме на родовата компонента или учеството на жените во синдикалното здружување, што во Македонија е навистина слабо. И смета дека и тие како синдикат ќе се залагат во Бугарија за ратификација на Истанбулската конвенција, исто така ќе предложат и македонските синдикати да се позанимаваат со ова прашање. Навистина, ние и во програмата имаме дека родовите перспективи или учество на жените во колективното договарање е многу важно заради остварување на правата на жените на работните места. Очекувате дека синдикалното движење ќе зајави? Јас оставам да синдикатите самостојно се реорганизираат и навистина застанат во заштита на работниците. Силни синдикати му одговараат на секој министер за труд и социјална политика поради тоа што тие се само подкрепа на правата кои што барам да им бидат остварени.